Десетина селски амбуланти во регионот се под клуч, десетици илјади жители оставени без примарна здравствена заштита. Проблемот најмногу го чувствуваат жителите на кочанското село Бања, каде околу 80% од населението е постаро од 60 години, што значи дека речиси секојдневно имаат потреба од лекар и лекови. Па ту првен доваѓа, а со еве не сум видела, не знам. Да има доктор, сестра, да ти припишат апчиња, да не плаќаш превоз, да не идеш за кочани. Убаво е, многу убаво, ама шо? Нема ние, шо е убаво кај нас нема. Ние сме ептен казнани. За лекарски преглед или издавање на рецепт, овдешните жители губат и по цел ден. Не смееш да поедеш кога сакаш ти, нема школа и мораме да идеме са вале у 6 пред докторките, па чекаме, па дојдат, па после се прегледаме и така денот ни помине. Идентична состојбата е и со жителите на карбинските села. Имаше си порано и заболекари, лекар општи, сега нема ништо ки нас. Треба и доктор да има, не само амбулант. И тука има стари луѓе, некои не може да идат до градо и тешко е вака. Освен губење време, затворените селски амбуланти, граѓаните ги чинат и пари. Сам да идеш со такси 250 динара, ќе ти земе таксисто како едно иде. А вака друго ја го тука дека горе до школото некој зна колку далеко ќе го однесе, кој да и комшија да го повикат ќе го однесе со кола. Кога и дали воопшто ќе се отворат амбулантите во руралните средини е прашање. Од една страна, надлежното министерство неколку пати распишуваше огласи за отворање на амбуланти во руралните средини. Од друга страна, интересот за нив беше многу мал, а причината според лекарите се големите давачки кон државата, како и слабата финансиска поддршка за нив.